Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски ја посети детската градинка Гоце Делчев во Илинден, каде во изминатиот период направени се повеќе инвестиции, соопштија од локалната самоуправа. Првиот човек на општината истакна дека во детската градинка во текот на минатата година направени се инвестиции со цел да се подобрат условите за дечињата и вработените, со цел обезбедување соодветни услови за престој во оваа установа. За таа цел обезбедена е опрема за потреба на јаслените групи, извршено преградување на салата за свечености со ПВЦ врати и промени на вратиот занимални. Исто така обезбедени се дидактички материјали и играчки за децата од двата објекти. Набавена е нова опрема со која ќе се обезбеди уште подобра исхрана за децата од градинката и целодневниот престој, порача Георгиевски. Дополнително градоначалникот истакна дека е изготвен основен проект за доградба на централниот објект со нова кујна со бруто површина од 147 метри квадратни, која ќе има капацитет за подготовка на 800 оброци, а делот во кој сега е сместена постоечката кујна ќе биде реконструиран и адаптиран во занимални за деца. Продолжува генералното чистење на територијата на општина Кисела Вода. Откако минатата недела започна интензивни активности за чистење на улиците, тротоарите и јавните површини, до сега се опфатени повеќе населби и населени места, а до крајот на акцијата ќе бидат опфатени сите 15 местни и урбани заедници во општината. Денеска се чисти во 11 октомври бараки и на Трим патеката, која представува важен простор за рекреација и омиленото место на граѓаните, кои редовно ја користат за спорт и прошетки. Хигиената во урбаните средини е основа за квалитетен живот. Грижата за чиста и здрава околина е заедничка одговорност. А ние како локална самоуправа правиме се што е во наша моќ за да одржуваме чиста општина. Денес се работи на Трим патеката како едно од најфреквентните места за рекреација, на која вложуваме посебно внимание на хигиената, бидејќи голем број на граѓани ја користат секојдневно. Покрај оваа акција сакам да најавам дека од овој викенд започнуваме и нова акција за подигнување на отпад, која за прв пат ќе се спроведува на 3-месечно ниво. Деталите ќе бидат објавени утре, истакна градоначалникот Орце Георгиевски. Ангажираните екипи темелно ги чистат улиците, тротоарите и јавните површини, користејќи ги новите метларки кои неодамна беа набавени, како одговор на барањата на граѓаните за што почиста животна средина, истакна првиот човек на Кисела Вода. Учениците од 9-то оделение од сите основни училишта во општина Аеродром имаат можност да извршат бесплатен скрининг на тироидната жлезда. Скринингот стартуваше вчера во општинското основно училиште Гоце Делчев во Горно Лисиче. Ќе бидат прегледани сите 9 оделенци по претходно добиена писмена согласност од родителите или старателите. Веде градоначалникот Дејан Митевски посочи дека Аеродром е првата општина во која се спроведуваат вакви скрининзи кои имаат превентивен карактер. Иницијативата ја даде директорот на здравствената установа 8 септември, професор доктор Синиша Стојановски, а родителите на учениците без двоумење ја прифатиле оваа превентивна мерка, истакна првиот човек на општината. Општина Центар започнува нова акција за собирање на кабаст отпад со цел заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на живот во локалната самоуправа. Во периодот од 15 до 20 во наредните 3 месеци, февруари, март и април, граѓаните ќе можат бесплатно да го одложат кабастиот отпад на 3 локации: во населбата Пролет кај Феријален дом, на Водно до контејнерите и во Буњаковец кај контејнерите кај Вучко. Апелирам до сите граѓани да искористат оваа можност и на еколошки начин да се ослободат од кабастиот отпад. Да ги чуваме нашите улици чисти, да придонесеме кон поздрава животна средина, порача градоначалникот Горан Герасимовски. Акцијата се спроведува согласно акцијскиот план за чист воздух и во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Дополнително службите на локалната самоуправа активно спроведуваат голема кампања за чистење на општината под мотото "Центар не чека, Центар чисти". Скопската зоолошка градина неодамна стартуваше кампања со наслов "Купи карти сега, искористи ги до почетокот на јуни". Имено следната година зоолошката градина ќе слави јубилеј 100 години од постоењето. За активно вклучување во оваа кампања повика и активистката за заштита на животните, инаку вработена во зоолошката градина во Скопје, Тина Мицковска. Зоолошката Скопје годинава прославува 99 години од своето постоење.
Цената за влез е само 80 денари. Гледаме и чувствуваме сите граѓани на своја кожа колку се големи сите поскапувања. Од струјата преку храната, а во зима посетеноста во зоолошката е многу помала поради ниските температури. Сепак, вработените и во оваа доба од годината се трудат животните да добиваат првокласна храна, според Европска унифицирана хранителна табличка, како и обезбедено грејење и целодневна нега. Апелирам до сите општествено одговорни компании кои сакаат и можат да помогнат, да пружиме најдобри услови за животните, со тоа што периодов ќе можат да се купат повеќе влезници, кои ќе можат да се искористат до јуни 2025 година. Ова може да го сторат и поединци. Благосостојбата на животните пред се, порача Мицковска во својата Facebook објава. Таму е Скопје, град мој љубав ближе.